Некогаш професорка на правниот факултет, па министерка за образование и наука, за сега да биде министерка во оваа зграда веднаш до мене, Министерството за правда. Денеска нејзин роден ден, па ексклузив реши да и приреди изненадување. Одиме. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. Господја Рената Десковска, ви благодариме што не примивте во вашите простори. Уште еднаш да ве честитаме среќен роден ден, да сте исполнети на духовно поле, успешни во вашата професија и уште многу години да исполниме заедно со вас. Ви благодарам, задоволството е мое што навистина се сетивте да ме посетите денеска на мојот роден ден, но и на вашиот ден. Јас ви го честитам светскиот ден на слободни медиуми. Мислам дека е тоа многу поважен повод за славење и за подсетување на она што се вистински вредности во новинарството, кои се професионалните принципи и што значи слободата на медиуми за градење на една демократија. Како што вели народот, не се прашува дамата за годините, нема ни да ги споменуваме, меѓутоа како вие се чувствувате секоја година наредна кога го прославувате вашиот роден ден? Па добро, јас не ги кријам моите години, бидејќи биографијата ми е и јавно објавена, но мислам дека секој следен роден ден носи некој собствен предизвик. Родендените различно ги прославувам во изминатиот период, зависно од приликите, но со секој роден ден имам едно ново искуство што станува позади мене, така што претходната година, практично од претходниот роден ден до овој роден ден, ново искуство е мојот ангажман во Министерството за правда, што представува нешто сосема различно од тоа што претходно сум го работела, така што имам на што да се сеќавам оваа година на сите успеси што ги доживеавме на меѓународен план во смисла на поддршка на реформите кои што ги правиме во Министерството, така што јас лично сум задоволна од она што помина. Вие сте родени во месец мај, тоа значи дека сте бик. Како вие себе би се опишале, со кои особини вие блескате секојдневно? Па јас мислам за мене дека сум човек кој што е упорен, кој што не се откажува, човек кој што држи до себе и до својот став, но исто така и кој што е спремен и отворен да слушне туѓи ставови. Така што доаѓам со изграден став, но сум спремна во тек на разговор да ги слушнам аргументите на другиот и во размена на мислења и да ги променам сопствениот став. Некои велат за биковите дека се тврдоглави, јас повеќе би рекла упорни, принципиелни, така што мислам дека често пати она што го читам во хороскоп, не дека нешто многу сум посветена и верувам на тие работи, но си пронаоѓам особини. Мојот син знае да каже, знаеш што во хороскопите се направени така општо да се најдат милион луѓе, милиони и милиони во тие карактеристики, така што секој има да си најде нешто што ќе се препознае себе си. Сега вие ги познавате забавните емисии, претпоставувам дека не може да помине вакво интервју без да се праша кој од владината структура прв ви пише за роденденот или пак ви се јави? Па јас утрово кога станав, имав добиено порака. Прва мислам дека беше имам една група во која што комуницираме во рамките на повеќе партијата. Прва ми имаше напишано Фросина Ременски, потоа следеше Дамјан, председателот Заев и сите други што се во групата. Некој да не се изостави? Па немаше некој што доцни, сите некој, значи, велам, честита дури пред да станам јас утрово. Како ви изненадија вашите најблиски? Па, мојот сопруг и синот, првото изненадување ми го направија со тоа што ми го испланирале роденденот. И уште пред неколку месеци купиле карти за Лени Кравиц за вечер за концертот и едноставно ми одредија како ќе се слави денеска, што јас сум задоволна лично и ми се допаѓа идејата, така што низ годините различни се изненадувањата, значи од прилика на прилика, од
инспирација моментална, така што различен е пристапот секако. И моите родители, сестра ми се тие, свекрва ми, золва ми, кои што се најтесен круг, кои што на свој начин ми го честитаат родниноти со кои што заедно го прославуваме. Ете интересен момент и вечерва можеби да се забележиме меѓу публиката на концертот Зелени кравиц. Колку време вие го следите неговото музичко дело? Па јас да ви кажам од кога сум свесна за себе музички, сум го слушала и го познавам и знам дека кога беше во Охрид на концертот бевме и тогаш, така што кога имаме прилика посетуваме концерти фамилиарно, значи дали во Скопје, некогаш одиме и во други градови, а во околината ако има близко концерт, така што се трудам да бидам апдейтирана во однос на музиката. И уште постои владе тој млад дух во вас дека нема стоп за забави. Па да ви кажам, тоа е тоа што практично човекот го движи и мислам дека дава онаа димензија да можеме да издржиме другите секојдневни обврски. Прво треба во се што работите да најдете и нешто што ќе ве инспирира, нешто што ќе ви биде забавно, што ќе ве мотивира, а исто така и да оставите еден дел од денот или ако не од денот, барем од неделата во која што ќе може да се релаксирате со луѓе кои што ви значат, кои што ги сакате и со работи кои што сакате да ги правите, инаку животот би бил безсмислен. И како крај на нашиот разговор, добивте премногу пораки, сите ви честитаат разнолико, меѓутоа како вие ќе се посакате на себе да ви помене не само овој ден, туку и наредните 365 дена? Значи, јас сакам она што навистина пожртвувано го работевме сите во Министерството, целиот мој тим, не само јас, да добие сатисфакција сега прво во наредниот извештај кој што ќе го добиеме за напредокот на нашата држава, да отвориме преговори, а тоа ќе значи дополнителни обврски за Министерството и за мене, но јас не се плашам од обврски, така што сакам да имаме предизвици кои што ќе даваат резултати за целокупната заедница. Ви благодарам многу што одвоивте време. Нели како што на почетокот ви поклонивме, ви подаривме буке цвеќе, бидејќи не ми дозволивте торта да донесеме ние. Сега е на вас редот да нели послушате како што е редот и да ја дувнеме свекичката. Да, сега секако ќе организираме и тоа. На славеникот е редот да почасти торта и јас затоа ви реков нема потреба вие да носите. Јас ќе си обезбедам торта и ќе го прославиме заедно роденденот. Ви благодарам што дојдовте, што ме посетите.